Благодарам, председателе, почитувани колеги, почитуван премиер, представници на владата. Ќе поставам 3 пратенички прашања и сите 3 се до премиерот на владата, почитуваниот Христијан Мицкоски. Неодамна, премиере, дадовте изјава во која што најавивте изградба на Чебрени галиште. Оваа изјава, ваша изјава, предизвика различни реакции. Се разбира, од опозицијата критикуваат дека тоа е невозможно, дека како Република Македонија немаме капацитети да го изградиме ова. И практично во државата многу влади ветувале дека ќе отпочне со изградба на Чебрени галиште, но ова не се случило досега. Па дури имаше реакции на одредени експерти кои што во минатото давале поддршка за изградба на овој огромен капитален проект, а сега, предпоставувам заради политички причини, негира и дека не може државата вакво нешто да направи, сите оние навреди кои што следуваат од политички причини, се разбира. Мене ме интересира секако и јавноста, докаде се плановите за изградба на Чебрени галиште, на овој мега капитален проект, кој што навистина многу ќе значи за растот на бруто домашниот производ на Република Македонија и секако еден колосален капитален проект во делот на енергетиката. Тоа е првото пратеничко прашање. Во однос на ребалансот на буџетот, деновиве пристигна во Собранието на Република Македонија ребалансот на буџетот и се очекува секој момент следната недела да започне. Мене ме интересира, а секако и граѓаните на Република Македонија, во услови на огромна енергетска и финансиска криза, согласно некако што кажавте предходно во одговорот на лидерот на опозицијата, дека ние нешто кажуваме дека сме се добро справиле, туку Евростат тоа го кажува дека со начинот на справување со ова енергетска и финансиска криза Република Македонија и тоа како добро се справува со ова енергетска и финансиска криза. Ме интересира дали капиталните проекти ќе продолжат, автопатиштата и сите оние големи, крупни капитални проекти на кои што упорно се работи. Гледаме дека Република Македонија е раскопана. Дали тоа ќе продолжи да се работи, дали големите капитални проекти во општините ќе продолжат да се работат, бидејќи хистеријата која што дури хистеријата која што ја шири опозицијата, дури одат до ниво дека Република Македонија не само што ќе банкротира, туку ќе нема пари за пензии, за плати и така натаму. Да го објасните тоа и на нас и на македонските граѓани, од кои ставки би крателе, во кои ставки би додавале и дали овие капитални проекти ќе продолжат. Значи, тоа е моето второ пратеничко прашање. И исто така, деновиве имавте изјава и неколку средби во овие неколку месеци со големите маркети. Кажавте, предупредувавте дека треба да го слушаат јазикот на граѓаните, па и гласот на граѓаните, гласот на владата кој што вели дека не треба во услови на една ваква финансиска криза да ги зголемуваат цените во маркетите и да имаат, како се вели, супер профит, туку да имаат некаква сочувство спрема граѓаните. Исто така и ова ваша изјава предизвика бурни, хистерични реакции од опозицијата. Имавте повторно средби со големите супермаркети. Дали може да ни објасните и на нас, и на граѓаните на Република Македонија, каков договор беше постигнат и зашто разговаравте, дали имаат слух по однос на овие прашања, бидејќи
Граѓаните секако дека ќе ги интересира дали цените во супермаркетите ќе се намалат, ќе останат исти и дали тие имаат некакво чувство за, да речеме, општествена одговорност по однос на цените и целата оваа криза која што, како низ целиот свет, нормално дека ќе влие и на нашата држава, на Република Македонија. Тоа се моите 3 пратенички прашања и очекувам секако опширен одговор од ваша страна. Благодарам.